расте бројот на жртвите кои што се најдени после невремето, кои што го зафати Скопско и околината. Најдено е телото на 12-годишното момче по име Иван, кој беше пријавено како исчезнато овде од населбата Стајковци. Телото на момчето било пронајдено на автобуската постројка број 65 овде во селото Стајковци, а инаку според информациите од полицијата пријавено е на 6 овој месец околу 22 часот пријавено било момчето како исчезнато на крстовницата во селото. Момчето инаку било во тракторот со својот дедо и во моментот кога наишла водената стихија го превртал тракторот, а водата почнала да го носи детето кон местото викано Попово мало, од каде му се изгубила и трагата. Меѓутоа 12-годишникот бил најден дури овде во населбата Сингелик на станицата на автобусот број 65 од страна на неговиот татко. Полицијата исто така се уште трага и по 16-месечно девојче чиј татко настрада ноќта за време на големата поплава. Бебето инаку било во возилото во близина на обиколницата, која што како што можевме да видиме и камерите што може да регистрираат од телевизија Нова, беше во навистина страшна состојба кај Смилковското езеро. Инаку телото на незиниот почина татко е пронајдето, а под 16-месечното бебе се уште полициските екипи трагаат. Како што може да видите овде и позади мене насред селото во Скопското село Стајковци, веќе почнуваат да се организираат и екипи од војската на кои што им се делат лопати кои што понатаму ќе се упатат кон најкризните подрачји овде во селото за да им помогнат на жителите да се справат со нередот кој што го остави невремето позади себе. Овде во дворот на школата исто така се собираат помош за настраданите и поплавените семејства во вид на вода, облека, лекови, храна и така натаму. Полициските екипи се овде на терен исто така да го регулираат и сообраќајот кој што се одвива во селото Стајковци. Исто така голем број можеме да забележиме и на граѓани кои што се излезени од своите домови овде во центарот на селото Стајковци за да побараат помош, за да земат вода, за да земат храна. Меѓутоа ситуацијата од час во час станува се погорлива. Според оние информации телевизија Нова кои што можеше да ги добие од жителите на селото, веќе имаме и неколкумина жртви од инфаркт. Едноставно жителите не можеле повеќе да го поднесат товарот и теретот кој што паѓаат само на нивните плеки, кои што веќе скоро 70 часа после невремето сами се обидуваат да го средат нередот. Меѓутоа, како што кажав, на терен моментално излегуваат и војската и екипите од комунална хигиена заедно со селаните од овде од селото да се обидат колку што можат повеќе да ја санираат штетата што е нанесена времето овде во Стајковци.